денеска е 7-ми ден од протестите на Македонија блокира. 6 дена, 24 часа блокиравме, односно протестираме пред собранието на Република Македонија, а од денеска, според договорот на оваа голема сенародна македонска коалиција, блокираме и раскрстици во Скопје. Тоа што можете да видите, зад нас има сообраќај кој што е згуснат. Идејата е да преку ова блокирање укажеме на поголем број на граѓани дека се протестира, бидејќи постои информативен мрак. Ниеден медиум, ниедна телевизија, ниеден вебсайт не објавува за активностите на Македонија блокира, односно дека постои една групација на луѓе кои што представува 80 организации, кои што го застапуваат македонскиот народ и неговиот став дека не треба да се промени уставното име. Така што еве на овој начин на некој начин ја премавнуваме таа медиумска блокада. Цијата ќе биде мешана, се разбира, некој ќе поддржува, на некој ќе му пречи, но во главном се надеваме на поддршка и поддршката секојдневно се зголемува. Ако некој човек е во диаспора и гледа ово далеку, дали може да помогне некако? Може да помогнат, да дојдат физички да присуствуваат со нас, да дигнат глас, да пишуваат писма до пратениците, телеграми, да се организираат меѓу себе, да пишуваат писма и телеграми до локалните политичари, да бараат да се сопре овој геноцид врз македонците, кој што забрзано се одвива сега и тука. Октомври кај Суел сакав да поминам, блокирано беше од полицајци, живци беше поставен, па пробав да поминам, измеѓу двајца полицајци имаше во простор и ме турна едниот. Само јас се извинувам, реков сакав да поминам, ме турна и после кој ме виде, господја ми се развика од таму. Кој ве турна? Полицајцот. 1 метро ме турна наназад. Пошто реков се извинувам, јас него ни допрев, сакав само да поминам на пешачки. Би го повикал целиот македонски народ и во Македонија и ни светот во диаспората да се обединат околу нашите протести на Македонија блокира и на отпорот на македонскиот народ кон ова предавничка власт која што цели да ни го смени ова наше вековно име Македонија. Значи, ние имаме исто право како и сите народи во целиот свет да се нарекуваме онака како што сме си избрале самите. Ова не е борба само за Македонија. Ова е борба за основните човекови права и слободи во целиот свет. И тоа треба да го разберат сите, не само македонците. Блокирањето на раскрсниците мислам дека ќе вроди со ефект и со плод, бидејќи луѓето можеби не се толку свесни дека би требало да излезат на улица и да протестираат за своите права. Или можеби се уплашени повеќето, или се уценети. Значи, оваа апатија во моментот што владее во Македонија е нетипична. Луѓето се многу разочарани, но мислам дека ако им се даде на овој начин еден стимул и еден поттик дека ќе излезат и дека ќе го поддржат овој народ што се труди некако да ја одбрани оваа држава. Па, предавство извршува секој чекор. Договори со Бугарија, договор со Грција, идентитети менја, историја менја, нација менја. Не сме више македонци, северно македонци, граѓани на Северна Македонија. Тоа е. Пак се створи гужва и да искочи народот да се придружи. Тоа е целта. Утре јазикот ќе го сменат, еве бугарите не признаваат јазик, другите на друго. Ќе дојдеме во ситуација да бидеме држава no name, без имена. Вакво, тие што ќе останат тука ќе се асимилизираат, другите ќе избегаат странство. Ја мислам дека многу голем број од луѓето после сите овие настани ќе избегаат странство, пошто овдека останаа група на луѓе кои се научени само да трошат пари и да земаат. Сега сите тие нивни членови на СДСМ и на ВМРО што се формира овие 28 години доведоа до ситуација да тие сега истите тие луѓе не смеат да
да ни тие, ни нивните фамилии не смеат збор да прозборат против партијата која ги запослила. Ако кажат тој избор, што ќе им се случи? Па не, ќе ги бијат на тапет и за брзо време ќе им најдат некоја грешка во работата и ќе ги избркат од работа. И ќе останат на улица. Тука запослуваат не само они, него гледаат да запослат нивните деца, нивните внуци и си оди така постапно одредени две структури што се постојано во структурата на администрацијата во Македонија, за останатите нема ни работа, нема ништо.